Регионални вести на КИС телевизија. Зголемен бројот на пожари во патнички моторни возила и на отворен простор. Тетовските пожарникари речиси секој ден гасат запалени автомобили или сува трева и грмушки. Тетовските пожарникари со полни раце работа откако се зголемија температурите на воздухот. Секојдневно гасат пожари на отворен простор. Во текот на вчерашниот ден интервенирале два пати. Напладне на запалени грмушки и сува трева кај земјоделскиот комбинат во Барвеница на површина од околу 5000 метри квадратни. А попладне гаснеле запалена сува трева и стрниште помеѓу селата Милетино и Блаце. Претходно се случиле истовремено неколку жаришта на подрачјето помеѓу Непроштено и Једоарце. За време на жетвата пак, пожарникарите гаснеле голем пожар во нива во Стенче, при што сопственикот имал голема материјална штета. Според командирот на територијалната противпожарна единица Тетово, Ука Алити, најчеста причина за пожарите е човечки фактор, односно намерно палење. Тој во телефонска изјава не информираше и дека бројот на пожари во патнички моторни возила е зголемен. Само во текот на изминатиот период се запалиле десеттина автомобили. Нон-стоп имаме скоро секој ден по едно возило ПМВ. Значи патнички моторни возила што горат. Речено дека имавме случај у 11 сатот пред полицијата. Имаме околу 10 патнички моторни возила само за овие денови. Од територијалната противпожарна единица Тетово секогаш апелираат на поголема внимателност во насока на превенција од пожари. Често пати ми апелираме до нашите граѓани да бидат внимателни, да ги контролират електричната мрежа низ своите објекти, кај што живеат, објектите кај што вршат бизнис дејности, но и патничките моторни возила. Бијачи ете во крајно време имаме запалени патнички моторни возила во движење, кај што возачите значи се донесуваат у опасност, но донесуваат у опасност и другите патнички моторни возила низ патот. Значи мој апел до нашите граѓани да бидат многу сериозни во оваа работа, што се однесува до заштита од пожари, веќе никогаш не се знае кој ќе букне пожар, дали у ПМВ, у патничко моторно возило или у незатворена просторија, па и на отворен простор. Тетовските пожарникари од почетокот на годинава досега интервенирале 280 пати. За жал, покрај направената материјална штета во пожарите, во јануари имаше и 5 човечки жртви. Мајка пријавила дека нејзината 6-годишна ќерка била физички нападната од сопругата на нејзиниот поранешен маж. 18-годишна девојка од Слатино повредена во сообраќајна незгода. Во полициска станица Тетово вчера вечер 22-годишна жителка на село Чегране Гостиварско пријавила дека нејзината 6-годишна ќерка била физички нападната и навредувана од сегашната сопруга на нејзиниот поранешен сопруг. Според податоците на СВР Тетово, девојчето на 6 август отишло кај нејзиниот татко во село Горно Палчиште. Наредниот ден, откако пријавителката телефонски се слушнала со својата ќерка која барала да се врати дома, отишла во село Горно Палчиште, каде девојчето и кажало дека физички било нападнато и навредувано од сопругата на таткој. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Во билтенот на случување на СВР Тетово информација и за сообраќајна незгода. Вчера во 14 часот и 20 минути на улица Иво Лола Рибар, пред крстосницата со улицата Поточка, мотоцикл Кавасаки без регистерски таблици, управуван од 24-годишникот Тетово, со место на живење во село Селце, излетал од патот и удрил во жардинјери. Од ударот со повреди се здобила 18-годишна сопатничка на мотоциклот од село Слатино. Таа со друго возило била пренесена во клиничкиот центар Тетово и по укажаната лекарска помош била задржана за понатамошно лекување. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Тетово.
Полицијата информира и дека вчера во куќа во село Дебреше, Гостиварско, починал 70-годишник од Република Турција. Од лекар при медицинскиот центар Гостивар била констатирана смрт. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било дадено на обдукција. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Тетово. Преку програмата за персонална асистенција на лица со попреченост, во Гостивар 6 слепи лица добија лични асистенти, кои ги придружуваат и им помагаат во нивните секојдневни обврски и потреби. Програмата за персонална асистенција на лица со попречености, во која Гостивар е вклучен како пилот општина, ги покажува првичните позитивни ефекти. 6 слепи лица веќе добија лични асистенти кои им помагаат во извршување на нивните секојдневни обврски и ги придружуваат до местата каде што имаат потреба да одат. Ангажираните персонални асистенти претходно ги поминаа сите предвидени обуки и се стекнаа со соодветен сертификат. Ова услуга веќе се спроведува од 23.7.2018 година. За ова услуга пријавени се 6 корисници, од кои за овие корисници се користат и 6 персонални асистенти. Услугата што корисниците може да ја користат е 4 часа дневно, односно 20 часа неделно или 80 часа месечно. Претежно да напоменам дека корисниците на услуга се слепи лица, кои персоналните асистенти им помага за нивните секојдневни обврски. Со договор со персоналниот асистент, овие лица се договорат претежно за пример за утре каде има тие потреба да ги обавуваат нивните лични потреби. За својот ангажман асистентите добиваат надоместок зависно од бројот на часови кои ќе ги одработат, при што сумата за еден час е 200 денари. Во Гостивар, програмата за персонална асистенција на лица со попреченост се спроведува преку општинската организација на Црвениот крст. Проектот има за цел да обезбеди поддршка за независно и самостојно живење на лицата со телесна попреченост и лица со целосно оштетен вид. Освен во Гостивар се спроведува и во Питола, Струга, Куманово, Неготино, Струмица и градот Скопје. Од денеска започна увидот во избирачкиот список во изборни комисии, пред престојниот референдум закажан за 30 септември. Увидот ќе трае до 23 септември. Сите гласачи од Тетово и Тетовско кои сакаат да се провера дали се во избирачкиот список, може тоа да го направат во канцеларијата на Државната изборна комисија подрачно оделение Тетово, која е сместена во зградата на општина Тетово. Канцеларијата ќе работи секој ден од 9 до 19 часот и за време на викендите и за време на државните празници. Увидот ќе трае до 23 септември. Дотогаш граѓаните ќе може да провера дали се во избирачкиот список, ако некое лице наполнило 18 години, да се запише во избирачкиот список или пак да го промени избирачкото место на гласање, ако претходно лицето е сменило адресата на живење. Во Тетовскиот регион има вкупно запишани 187.411 гласачи. Во Тетово според избирачкиот список кој е новит имаат право на глас 83.240 гласачи, во Теарце 22.088, во Јагуновце 10.202, во Боговиње 27.335, во Брвеница 15.278 и во општина Желино во избирачкиот список се запишани 23.265 гласачи. Избирачите кои потекнуваат од Тетовскиот регион, а се иселени во странство, своето право на глас на референдумот може да го остварат во конзуларните представништва ден претходно. На престојниот референдум на граѓаните ќе им се даде едно гласачко ливче каде ќе пишува дали сте за членство во Европската унија и НАТО, со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Се освети параклисот посветен на Света Петка кој се наоѓа на влезот во село Луковица. Ова православно светилиште е изградено од добронамерни граѓани, на местото на кое се верува дека извира лековита вода. По 13 години од изградбата осветен е параклисот посветен на Света Петка во село Луковица. Со овој свет храм, селото го добива третото православно светилиште, веднаш по црквите Свети Илија и Свети Георги. Чинот на осветување го изврши протоиерей Ставрофор Мирко Станковски. Амин. И Сина, амин. И Свети Дух си остати беше векове наследство овој храм. Во името на Отца, амин.
и Сина, Амен, и Свети Дух, сега и беше веки. Амин, се светове храм, во името на Отца, Амин, и Сина, Амин, и Свети Дух, сега и беше светове храм, во името на Отца, Амин, и Сина, Амин, и Свети Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. По осветувањето протоиерей Ставрофор Мирко Станковски одржа утрена литургија, го освети кумскиот колач и принесената трпеза. Ово осветување е големо богодно дело кое ретко се извршува, затоа привлекува многобројни христијани со цел да принесат молитви кон Бога и кон Света Петка, за да ги задоволат своите религиозни чувства. Од тука веста за извршувањето на овој свет чин на практисот е радосна вест за сите жители на село Луковица, каде сите радосно го дочека овој ден, бидејќи во светите храмови се учи и за љубов кон Бога, кој не само што е наш Создател, туку и наш најголем добротвор, бидејќи се што Бог створил во светот, го створил за нас луѓето, затоа што сите луѓе ние сме чеда Божји. За да биде ова село уште поубаво и да запре миграцијата на населението, жителите решиле да го возобноват црковните светилишта, каде и покрај монастир Светилија и црква Свети Ѓорѓи, еве денеска е возобновен практисот посвен чест на Света Петка, каде постои и лековита вода, и има случај на излечено дете од алчна болест. Исто така, има и случај во 1977 година, со замивање на водата бил излечено мигрена, а селаните од ова село и пошироко тетовско население, кои потекнуваат од ова село, кои имале здравствени проблеми, оделе при ова свето место, се замивале од водата и притоа некои луѓе били излекувани. Станува збор за параклис изграден од семејствата Јаковчевски, Пејовски и Димитриевски, потпомогнати од местното население, како и благочестиви христијани од Тетово и Тетовско. Иницијатива да направиме некој црквиче тука, пошто имаше свето водиче. И се договоривме другарчиња со братучедот, ќе правиме нешто. И да направиме нешто. Си направивме тоа што направивме досега, го изградивме и со помош од Целаниве, со наша, и така. И испадна храм, буквално храм се. Че беше, мислевме ми нешто мало да направиме. Сега не ме кажува дека имало света вода за очи, за други болки, се фреските се цртани, мислам, пак и од нас, од донаторите. Лазар Михайловски ги црташе, мислам, пак не е донација негова, али има доста помогнати тој тука. Испод тоа што треба да биде, и помагал изградба Лазар, многу помагал. И тоа е тоа, се понатаму има доста што сака и ќе сака, може понатаму нешто да се доцрта, да се направи. Младове гледам, има доста желба, прашува, сака да помогне, може кој се више изгради. Малце пред тоа може не беше сигурно, али ето тоа што ние го замисливме, го стваривме. И така, али има желба, доста млади сега гледам дека има желба, сака да помогне, кај ќе помогне, што ќе помогне, тоа е нивно. Како сите, така и ја. Значи, све некој со нешто ќе помогне, ќе се најде, кој со што може. Еве, пример, на црквава, крстот е направен горе од мене, од фамилијата моја, од семејството за здравје. Кој помогнал со камен, со бетон, со било што, сите го правеле за здравје. Црквата е почната 2004 да се прави. До сега, значи сега е 8.8.2018, после 14 години црквата се свети. Секоја година, малу по малу, све нешто се доправило, се правело, се изградуело. Така да и сега, ја мислим, од сега натамо, кој како што ќе може да помогне за било што. Иницијативниот одбор потенцира дека има уште многу да се работи околу параклисот. Во план е довршување на фреско-живописот, но и уредување на дворот со цел да собере поголем број на верници, кои ќе сакаат да ја одадат
почит на Света Петка. Инаку веселбата по повод осветување на Параклисот продолжи до попладневните часови. Агенцијата за храна и ветеринарство пронашла 2 производа увезени со генетски модифицирани организми. Едниот е кочански ориз за кој се утврдува од каде потекнува семето, додека другиот производ се сојни шницли, увезени од Србија, објави на пресконференција директорот на агенцијата Зоран Атанасов. Пратка е ориз по потекло и произведена во Кочанско во количина од 550 кг. Пратката мострите се земени во магазините и сега се наоѓа во подофицијален надзор и се чека уништување. Према операторот со храна е изречена, значи мерка казна од 5000 евра и према одговорното лице 1700 евра. Следна пратка кај која што е утврдено присуство на ГМО организми е соја по потекло од Србија, тоа се работи за сојни презли и сојни шлицли. Количината е околу 510 кг. Производот е бил пуштен во продажба, меѓутоа е повлечен и сега се наоѓа во магазините на производителот. Директорот додава дека граѓаните не можат да препознаат која храна е со ГМО, додека истото не биде декларирано на производот. Според нашето законодавство, подвлече директорот, производството на ГМО храна е забрането. Во светот се конзумира и се произведува таква храна. Науката треба да го каже последниот збор колку е тоа штетно. Од нашиот закон за безбедност на храна беа избришани 2 члена кои порано дозволуваа производство на храна со ГМО, но тоа беше регулирано како да се стави во промет. Сега се избришани и ставени во мирување, до влегување на Македонија во Европската Унија, појасни директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Председателите на Србија и на Косово деновиве навестија како би се одвивале нивните разговори, со цел долгорочно решение на спорот што им го попречува патот на двете земји кон Европа. За сега, според желбите на Приштина, се сведува на корекција на границата, но некои велат дека тоа би можело да заврши и со размена на територии. Тема на денот на Радио Слободна Европа. Косовскиот председател Хашим Тач изјави дека ќе работи на приклучување на делови од Јужна Србија населени претежно од етнички албанци кон Косово. Pas kërkesës së përfaqësuesve të Preshevës, Medvegjit dhe Bujanovcit korrigjimin e kufirit me Serbinë. Si mundësi e vetme për të legjitimuar kërkesat politike, historike të shqiptarëve të Preshevës, të Medvegjës dhe Bujanovcit për t'ju bashkuar Kosovës. Kjo nënkupton jo ndarjet e Kosovës, jo shkembim të territoreve dhe jo autonomi për Serbet. Тач изјави дека ова идеја ќе му ја представи на неговиот српски колега Александар Вучич во септември во рамките на диалогот спонзориран од Европската Унија. Тој не даде какви било детали за тоа што ќе добие Србија за возврат. Некои официјални представници во Белград водеа кампања за поделба на Косово, односно да и се дозволи на Србија да задржи контролата врз Северно Косово, каде што мнозинството се етнички срби. Србија и Косово се под притисок да ги решат сите отворени прашања, вклучувајќи го и дефинирањето на границата, со цел да се изградат поблиски врски со Европската Унија. Останува нејасно што го натера Тачи да разговара за промена на 400 километри долгата граница меѓу Косово и Србија. Ден предходно Александар Вучич изјави дека Косово одбива да им дозволи на етничките Срби на северот да прогласат автономија. Колико би то Срби урадили, постојала би опасност jednostranih akcija Prištine, a mnogi iz zapadnog sveta bi jedva čekali da pruže podršku takvim jednostranim akcijama koje bi služile za konačni obračun Prištine, pre svega sa severom Kosova i Metohije.
Инаку деновиве на северот на Косово беше тензично по извештаите на некои српски медиуми дека косовските безбедносни сили се подготвувале да преземат контролата врз тамошната хидроцентрала. Како мерка на предпазливост, американските војници во НАТО веднаш беа распоредени околу хидроцентралата. До никакви инциденти не дојде, но тензиите повторно се вратија кај граѓаните на Северна Митровица, кои пак се надеваат дека ситуацијата ќе остане мирна. Као што се може видети овде на северу е сасвим мирно, ljudi se ne osjećaju ugroženo, međutim bilo kakav pokušaj sa juga da unesu nemir ili da čak pokušaju nešto, verovatno ćemo i siguran sam većina stanovnika će odgovoriti istom merom. Денес имавме сончево и топло време. Дуваше слаб ветер претежно од северен правец. Утринските температури се движеа од 18 до 24, а дневните од 28 до 33 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 9. И утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 17 до 24, а дневните од 28 до 33 степени. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 8. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.